Под строги протоколи и здравствена внимателност започнаа уписите во средните училишта. Над 3000 слободни места во регионот чекаат да бидат пополнети со нови ученици. Во Штип, во 5 средни училишта слободни се 986 места. Така ова година 2 дена ќе се реализира примањето на учениците кои што се поделени по азбучен ред во 4 смени од 7 до 13, од 13 до 19, исто така и утре, зависи само од почетната буква на нивното презиме. Гимназијата Славчо Стојменски се надева на 7 паралелки, односно 238 ученици. Сигурно сум дека ќе бидам прифатен во гимназијата, затоа што сакам да продолжам да одам во факултет, сакам да учам повеќе. Во Делчево има слободни места за 220 нови средношколци. Овде се запишуваат во гимназиските паралелки, природно-математичка А и Б е во оваа училница и има одзив моментално, поголем е одзивот до сега за подрачјето А. Запишам на општа хуманистичка комбинација. Една твоја оценка за нашата гимназија како училиште? Добра гимназија, има знаење и мислам дека ќе стекнем уште поголемо знаење. И ќе се запишам за природна математика Б. Во 4 струки во единственото средно училиште во општина Свети Николе нуди 374 слободни места во прва година. До 11 часот имаме запишано во гимназиското образование околу 40 ученика, што представува некаде околу скоро една половина од потребните ученици. Се очекуваме дека, бидејќи се по азбучен ред, дека до вечер ќе бидат запишани потребниот број на ученици кои што ги очекуваме, а и утре имаме исто така уписен рок. Кочанските средни училишта и годинава планираат да пополнат 680 места. Очекуваме дека денешниот и утрешниот ден ќе ни донесат пријатни новости, каде што доволен број ќе запишеме ученици со кои што ќе формираме 8 паралелки. Само за подсетување на јавноста е тоа што имаме право да упишеме 136 ученика во економски техничар и 136 ученика во гимназиската струка. Уписот тече релаксирано, протоколите се запазени и во однос на учениците кои се запишуваат и во однос на ние како вработени овде, членовите на комисијата. Уписите денеска тргнаа добро, иако под посебни протоколи интерес и ред имаше во сите училишта. Сепак и годинава бројот на слободни места е многу поголем од бројот на кандидати. Затоа и неизвестноста кое училиште колку ученици ќе привлече и колку паралелки на крај ќе успее да формира.